Обвинителството постапува по сите поднесени пријави за случаите од типскиот криминал, за кој алармираше премиерот Мицкоски. Ова за Алфа го потврди од обвинителството, каде веќе се отворени неколку предмети. Станува збор за случаите со коридорите 8 и 10, железничката пруга кон Бугарија со излаз во тунел, неверојатните милионски тендери во рек Битола, финансиската дупка од 8 милиони евра во национални шуми. За сите овие случаи обвинителството има отворено предистраги. Обвинителите веќе одржувале средби со ревизорите и постапувале во сите случаи каде има сомневања за злоупотреба на народни пари, велат од обвинителство. За коридорите постапува основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, а се опфатени во извештајот на Државниот завод за ревизија за инфраструктурни проекти финансирани од Европската унија. Во тој извештај се и железници. По ревизорскиот извештај постапува ОЈО Скопје и веќе се преземаа действија на проверки. Се одржуваат состаноци и со ревизорите кои го работеа извештајот за прецизирање на сите аспекти од наодите од ревизијата. Обвинителите со полна пареа ги чешлаат и јавните набавки од ревизорскиот извештај за работењето на рек Битола. Што се случува таму? Доволно зборува фактот дека за 10 дена раководството во заминување склучило 50 на тендери. Мицкоски веќе предупреди дека во последните 3 години од се што се договарало и тендерирало таму, тогашниот владеачки двоец ДУ и СДСМ не заработувал до 10 или 20%, туку двојно, па и тројно. Јавните набавки беа во рацете на ревизорите на проверка, а сега се под лупа на обвинителите. За процесот на јавни набавки во неколку институции, Државниот завод за ревизија има направено комплексен заеднички извештај. Врз основа на извештајот постапуваат неколку обвинителства согласно надлежностите. За недомакинското и расипничкото владење на ДУ и СДСМ во нивниот мандат, остро обвинува власта анализирајќи го годишниот извештај на ревизорите. Испумпани пари од ЕУ фондови за капитални проекти кои не се направени, јавни набавки со омилени фирми на тогашната владеачка гарнитура, финансиски дупки како онаа во национални шуми. Долг е списокот за злоупотреби со народни пари за кои обвинува владеачкото раководство. Власта е упорна, обвинителството да си ја заврши работата и да ги процесуира злоупотребите.